Вака јавно да кажам, работам во МВР 8 години и што да ви кажам, од хаос во хаос. Али денес го кажам ова што премногу верував во промени, признавам, а и ова е нешто што треба да го споделам. Идам на работа веќе неколку дена со проблеми, односно не се чувствувам добро, а имам и здравствени проблеми, операција на срце во 22. Ама идам, ајде фалат луѓе па да искочиш во пресред, а гледам веќе стварно не можам, не ми е добро. Се јавувам кај претпоставената началничка и кажувам како е, што е, дека утре нема да одам, ќе одам на лекар да направам испитување да видам што ќе ми кажат. Иначе во меѓувремено искрено чекам една година решение за друго работно место. Ништо кој знае што и да кажам, многу нема да разберат. И началничката ми вели, а морали да идеш, нема луѓе. Нормално мојот одговор, а ја требали да се доразболам за што? Кој цени? Видов 8 години кои се унапредува и како идат работите, неписмени не водат за жал. Со честни исклучици. Продолжува истото од претходно. И ми вели ако одиш требали да ти го стопирам и вратам решението. Пазете кој е уценување. Па вака слободно повелете, не ми треба ништо додека сум жив, ќе се спротивставам на вакви работи и нема да биде никогаш. Работиш, се трудиш за што? Не ви лижам, не сум потрушко, ако сакате пратете ме слободно каде ви душа сака. Затоа ќе тонеме затоа што напушти огромна бројка, затоа пропадна и конкурсот од 500-600 полицајци што беше. Затоа младината избега и тек ќе бега, сите сте исти. Министер Света Бочев верува во вас пред се како човек, па после и како друго, но со вакви кадри кои ништо не поставуваат, нема да има никакви промени. Ова е таа новата генерација, младата генерација на која што више до овде. Така да уште еднаш ќе потврдам, ова е тепачка на генерации.